Слоганот "Нема правда, нема мир" повторно се слушна на скопските улици откако владата го скрати финансирањето на неколку невладини организации. Тие велат дека новите кратења представуваат 40% од средствата предвидени за превентивните здравствени програми, со кои што се скратува пристапот и правото до основна здравствена заштита. Под изговор дека се штеди и се работи домакински. Кратења од превенција на болести, недоволни буџети за лекување за разни групи пациенти, граѓани исклучени од пристап до основна, најосновна здравствена заштита. И сето ова се представува како штедење, како домакинско работење и рационализација. Денес сме овде да кажеме не, гласно не на штедење од здравјето на луѓето. Тие исто така побараа и воведување прогресивен данок или данок на луксус, како и сериозни фискални политики, а не кратење од здравјето, затоа што повеќе пари во превенција е инвестиција во животот на граѓаните и заштеда на народните пари. Минатата недела јавно изјави дека секој денар вложен во превенција во здравството и штеди на државата 7 денари потоа за лекување. Прашањето е зошто тогаш владата на Република Северна Македонија, Министерството за здравство и Министерството за финансии кратат дури 40% од превентивните програми кои што се наменети за превенција на ХИВ во државата. Невладините посочуваат и дека владата крати од најмаргинализираните лица, кои честопати не се ни евидентирани во здравствениот систем. Од буџетот на Министерството за здравство, превенцијата учествува со само 9% и секоја година станува се помал. Според податоците на Светска банка, изминатите години Македонија постојано ги намалува трошоците за јавно здравје.